А како што изјавуваат македонските доверливи портали, некаде помеѓу веста дека ќерката на Цеца го покажала задникот и како да излечите сида со лимон, се најде и веста дека луѓето што забораваат се всушност високо интелигентни. Затоа нашиот репортер... Како си репортер? Панчо. Значи, нашиот репортер Панчо ќе позборува со представник од Менса. Не, човече, ништо не памтам. Многу сум заборавен. Ќути ја да не прочитав, од кај ги знае. Да, студио, заборавањето е одлика на интелигентниот човек. Ако се водиме по таа логика, тогаш нашиот народ е можеби најинтелигентниот во целиот свет. Зошто? Затоа што се им забораваме. На политичарите, на градоначалниците, забораваме на нивните кривични дела. Кој сака, како сака може да се однесе овде, но не сум за тоа дојден. Тука требаше да има еден човек кој што, мој соговорник, кој што не се појави, касни, така да ќе мора да се приклучиме малце подоцна во чекајте. Не, сега ќе се приклучиме, ево го иде. Да, вие сте од Менса? Да, од Менса. Вие ли сте од емисија ова? Дојде човече, од вчерашни. Оје, па ја па касно мислев вчера емисијата епизода, дека вчера. Гледа уште смешке кажува, не ми се верува човече. Гледај према камера, жити се. А снима иде? Па иде. Да, така е студио. Секој од нас понекогаш заборава некои работи. Дали се тоа клучеви од кола, дали се тоа имиња на драги личности, телефонски броеви. Меморијата е нешто што може да се врати назад. Кои се техниките кои ја јакнат психичката меморија? Ќе поразговараме со представникот на Менса. Така, што беше прашањето уште еднаш, извини? Ај, чекај, од почеток. Секој од нас понекогаш заборава некој... Извини, меморија, за тоа зборам. За меморија, добре. Бане овој од со патлиџаниве, камиказа перо и како беше овој чиливили. Добро, ова не знам кај ќе оди. Вие однедавна сте исто така советник во владата за застарување на кривични дела, амнестија, за Што ќе се случи со... Да. Видете, ако ми дозволите да ви се обратам. Во владата се јави однеодамна една мала потреба од зајакнување на меморијата и баш пред некој ден ми се јави овој како се викаш овој кажи го бе, овој од Струга. Како го вика као животинка, како вика Желка? Заев. Заев ми се јави пред некој ден. И вика, ми се јави Заев пред некој ден и вика, дечко бе, ја заборев бе, абе ринглата ја оставив дома бе, уклучена у пит. Абе, чек. Гледај са, ја па заборев што сакам. Студио? Ај бе, у пит. Тоа беше прилогот со нашиот Панчо. Тоа беше прилогот со нашиот Панчо, а ние продолжуваме со... Рецепти од нашата кујна. Со рецептите од нашата кујна.